Добро утро на сите. Седнете во удобна седничка позиција. Дланките свртете ги нагоре кон нивото. Затворете ги очите. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и доживете се себе си присутни и седнати таму каде што сте. Вдиши преку нос, издиши, отпушти ја напнатоста во грбот, во плишките, во рамењата. Отпушти го можеби уморот кој што го имаш на лицето, загриженоста, возбудата за денот кој што е пред тебе. Стави го вниманието во твоето срце. Вдиши бавно преку твоето срце. Издиши бавно исто преку твоето срце. Тоа полека вниманието донеси го на сега и овде. Можеш нежно да ги отвориш твоите очи. И за почеток ќе почнеме со тоа што ќе почнеме да се тапкаме на темето на главата со неколку прсти, активирајќи ја крунската чакра. Од текот на овој час ќе вдишуваме енергија преку темето на главата, преку крунската чакра која што ќе поминува низ нас. Тоа е првата активација која што ќе ја правиме утрово. А втората активација е тапкањето на тимусната жлезда. Тоа е нели како што се градниот кош, како што е ребрата, како што ни се позиционирани, се наоѓа онаа плочка која што ги поврзува ребрата, позади нејзе се наоѓа таа тимусна жлезда која што престанува да функционира и расте до некоја 6-7 година и која што е директно задолжена за радоста и среќата која што ја манифестираме од внатре, па со активирање и со тапкање на оваа тимусна жлезда, всушност ја активираме радоста внатре во нас. Тоа значи дека секое утро би било убава практика доколку можете по 1 минута да се тапкате на тимусната жлезда. Се вели дека, односно така е напишано дека ако 40 дена го правите тоа, дека радоста ќе биде природен дел од вашето постоење. Океј, фала ви многу. Сега полека ќе дојдеме во стоечка позиција. И она кое што денеска ќе го правиме е тоа што ќе вежбаме поздрав на сонцето. Поздравот на сонцето е нели сет од 6 позиции или 12 скупно. 6 од едната страна, 6 од другата страна на телото, кое што го активира целото тело, го енергизира, е одлична за наутро, како ние сега што правиме, и исто така ги активира истовремено сите енергетски центри. И сега, оние кои што веќе го знаат и практикуваат поздрав на сонцето од вас кои што ме гледате, можете да го правите во вашиот ритам и на начинот кој што ги знаете самите асани. Различни йога школи имаат различни, применуваат одредени различни позиции во поздравот на сонцето, иако генерално поврзаноста на вежбите е сличен, сепак има неколку мали разлики. Така да доколку вие си имате свој стил на вежбање на поздрав на сонцето, слободно може да почнете. За да вежбаме поздрав на сонцето, почнуваме од почетокот на чергичето и се движиме наназад и нанапред цело време. Значи чергичето или йога матот на кој што вежбаме, ние бродчето на кој што седиме, почнуваме на почетокот застануваме на почетокот на йога матот, нозете ни се стабилни една покрај друга, градниот кош отворен, телото или слободно пуштено. Најпрво со вдишување двете раце над високо горе и ги позиционираме во позиција на молитва, ги спуштаме во пределот на срцето. Значи вака му доаѓа тоа, доаѓаат во пределот на срцето. Тоа беше со вдишување, а со издишување се поклонуваме, брадата оди кон градниот кош и го правиме поклонот кон сонцето, кој што е изворот на животот. Без сонце нели нема да има ни растенија,
нема да има ден, нема да има храна и многу други работи. Нашиот циркадиски систем исто поврзан со движењето на сонцето. Древните луѓе, односно луѓето од минатото, нашите предци, ја знаеле таа голема мудрост и заради тоа се поклонувале на сонцето. Со наредното дишување, двете раце одат високо горе и ги зафрламе назад, истегнувајќи се во позиција на лак. И сега видите на почетокот кога вежбаме, секој пат телото и не е толку раздвижено. Рацете се одат високо горе и најпрво ја правиме позиција на прав агол. Доколку ви е тешко, исто така ги виткате колената, особено на почетокот и првиот круг од поздрав на сонцето. Ги спуштаме рацете доле на земја, нозете ги справаме доколку можеме, доколку не ни се свиткани. Позиција на штипалка. Потоа десната нога ја носиме далеко назад. Го спуштаме коленото доле, стапалото го позиционираме. Левата нога ни е свиткана со тоа што коленото и стапалото се во иста линија. Дланките се нели од надврешната страна на стапалото и во оваа позиција буткаме со колковите напред, а брадата ја позиционираме нагоре. Остани така. Свесност на дишењето, потребно е да бидеме цело време, тоа не враќа. Потоа ја извлекуваме левата нога назад кон десната и влегуваме во куче со наведната глава и тоа главата и грбот буткаат кон бедрата и повторно устани тука во оваа позиција. 2 вдишувања. Од тука одиме во позиција на стап. Тоа значи дека целото тело го исправаме, значи задникот не ни е нагоре, туку го исправаме, тежината е на дланките, на прстите, на нозете. Доколку ви е тешко, одма ги пуштате колената доле. Позиција на стап. Од позиција на стап ги пуштаме колената на подот. Го пуштаме градниот кош и брадата на подот, задникот останува нагоре, позициониран и потоа го спуштаме грлицата. Полека се подигаме с силата на рацете скроз до горе, позиција на кобра со исправени раце. Сега малце ќе ја приближам камерата. Од позиција кобра со исправени раце го подигаме задникот горе, куче со наведната глава, петите на подот, бидете сигурни дека петите ви се на подот, убаво бутни. Може ќе направам да се гледа малце повеќе. Куче со наведната глава. Повторно ја носиме левата нога напред, десната останува назад. Позиција на јавач. Десната нога кон левата, штипалка. Нагоре ги дигаме рацете полека и назад ги извиткуваме во позиција на лак. И доаѓаме со дланките во пределот на срцето. Поклон. Поздрав на сонцето. Леле, извинете. Сега видов дека и главата ми ја нема. Ајде вака да видиме. Значи, ова беше поклон. Тука беше, ја завршуваме десната страна на телото. Сега одиме со левата страна на телото. Со вдишување двете раце одат високо горе. Ставете ги во позиција на молитва и поклонете се. Со наредното вдишување дланките одат високо горе и назад, во лак, па одат високо горе и напред. Ги спуштаме доле до стапалата, позиција на штипалка. Сега левата нога оди назад, десната останува напред. Позиција на јавач, примавате нели на коленото и на стапалото. Бутни со колкови напред, брадата нагоре. Извлечи ја десната нога кон левата и одиме во куче со наведната глава. Петите дека дојдат до подот. Свесно бутни наназад.
Позиција на стап. Колена на под, граден кош на под, брада на под, колковите се подигнати. Ги спуштаме колковите и се подигаме во кобра со исправени раце. Подигни го. Задникот горе, куче со наведната глава. Десна нога напред, лева назад, јавач. Лева нога напред, десната, штипалка, двете раце, нагоре ги подигаш и назад ги зафрлаш во позиција на лак. И од позиција на лак одиме во молитва. Ова беше еден циклус, поздрав на сонцето. Интересно е што може да се направат вака од сабајле наутро, например, 11 или 27 циклуси и на вистина целото тело и целиот метаболизам се активира. Ќе направиме уште еден циклус. Со вдишување, двете дланки доаѓаат во позиција на молитва, ги спуштаме во пределот на срцето. Со издишување се поклонуваме. Вдиши длабоко, дланките одат високо горе и назад, зафрли ги. Лак, високо горе и напред, па доле кај стапалата одиме со дланките, штипалка. Десна нога назад, лева напред, јавач. Колку повеќе ја вежбате, значи колку повеќе кругови правиме, толку повеќе и телото и зглобовите се раздвижуваат и станувате, чувствувате како секој еден круг, се подлабоко и подлабоко може да влизите во секоја една позиција. Куче со наведната глава ја извлекуваме левата нога кон десната, задникот оди горе, петите се на подот, убаво. Убаво влези во позицијата, истегни ги тативите, грбот, половината бутни. Позиција на стап. Колена спушти на под, граден кош спушти на под. Колковите на крај ги спушташ на под и полека се подигаш горе. Куче со наведната глава. Десната нога напред, левата позади, јавач. Левата нога напред, штипалка. Двете раце напред и наназад во лак се стигнуваш. И молитва, дланките во пределот на срцето, поклон. Вдиши, подигне главата, издиши повторно поклон и одиме уште од левата страна. Рацете високо горе и назад, зафрли ги во лак и стегни се сега најмногу што можеш. Високо горе, напред, позиција на прав агол, па потоа ги спуштаме дланките доле на земјата. Ви кажав, ако ви е тешко, малку ги поткркнувате со колената. Сега десната нога оди напред, левата останува. Назад оди десната нога, левата е напред, јавач. Куче со наведната глава, петите на подот, главата и грбот кон бедрата. Притисни со петите, подсвиткај ги малце и колената дека притискаш, да уште подлабоко влезеш. Стап. Колена на под, граден кош и брада на под.
колковина под. Подигни се со силата на рацете, во кобра со исправени раце, брадата се бутка нагоре во крајната позиција, рамењата ги отпуштате, подигни задник горе, куче со наведната глава, лива нога напред, десна позади, јавач. Десна нога напред, кон лева, штипалка. Двете раце ги подигаме високо горе и ги зафрламе назад. Лак. И од лак доаѓаме во молитва. И легнувате доле на земја, или на грб. Легнете доле и отпуштете го телото. Отпуштете го телото. Да прибежам камерата, тоа не ми беше подготвено. Океј. Легнете на подот. Раците се свртени горе кон небото. Дланките. Ставете ги дланките позади тилото, твојата глава, лактите се на подот. Подигни ги колената, ги расширија крлицата. Со издишување, колената одат на една страна, главата оди на друга страна. Потоа повторно подигни колената горе. Одиме од спротивна страна. Секој пат колената одат на различна страна од онаа на која што е главата. Продолжи во свој ритам. Океј. Сега пушти ги нозете доле, отпушти ги рацете покрај твоето тело. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Со наредното вдишување подигни ги стапалата, приближи ги до задникот стапалата. Носете се раздалечени колку што ти е крлицата, значи не се ниту премногу широки, ниту премногу тесни. Дланките ги ставаме на земјата до нас и сега со вдишување ја дигнеме крлицата што е можно повисоко. Во оваа позиција, значи вдишуваме бројки до 3, го задржуваме воздухот, правејќи контракција на мускулите на гениталиите, повлекувајќи ги навнатре, бројки до 6, откаш со затикот напред со крлицата нагоре, и со издишување, бројки до 6, ја спуштаме крлицата и торзото до земја, но она што треба да го направиме е целосно да го залепиме хрбетниот столб доле до земјата. Значи вдиши длабоко, контракција на мускули направи, задржи, издиши, спушти и залепи го целиот хрбетен столб на подот. Тоа значи дека пубичната коска ти доаѓа малце напред. Направи уште 2 пати така. Пушти телото. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме. Подигни го десното колено, стапалото е на подот.
Со левата рака фати го бедрото и одеси го кон лево. Десната рака пружи ја паралелно, погледни ја десната рака и остани во оваа позиција со твојата лева рака, нежно го притискаш бедрото да не ти побегне и остани вака. Неколку длабоки вдишувања и издишувања, ротација на рветен столб. Одим во другата страна, одим во левото колено, со десната страна фати во коленото и нежно притисни го кон десно, а левата рака отвори и погледот е кон левата рака и остани така. Рамото треба да биде на земја, доколку допирате подот. Супер. Отпушти нозете, отпушти рацете. Ќе направиме уште една контракција на најважниот дел на нашето тело, а тоа е стомакот. Бидејќи стомакот и стомачните мускули ги држат органите во нашето тело, да не одат надоле, да не се придвижат и ја сменат позицијата во нашето тело, што може да направи други проблеми. Убаво е да имаме стегнати стомачни мускули. Значи, тоа не значи дека треба да сме совршени во стомакот, или туку внатрешните слоеви на мускулите кои што ги држат органите, внатрешниот дел, треба да не биде стегнат и треба заради тоа редовно да правиме стомачни вежби. Па затоа ќе влеземе во позиција на чамец. Позиција на чамец значи дека очите, прстите на рацете и прстите на нозете треба да ни се во иста линија и во оваа линија остануваме. Ако ви станува тешко, може да замавните како да возиме чамец, пак да се вратиме во чамец без да паѓате доле на земја, активирајќи го стомакот, стомачните мускули. Издиши, отпушти го целото тело. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и целосно отпушти се. Со секое длабоко издишување дозволи твоето тело, може да ги затвори очите, дозволи твоето тело да се припушти на позицијата. Вдиши бавно преку нос, издиши. Секој дел од твоето тело се отпушта. Како што издишуваш, ја чувствуваш тежината на твоето тело. И доживуваш како со секој едно издишување се повеќе се приближуваш до подот. За миг замисли дека си мала ореова лушпа која што плови на едно море. Ја чувствуваш водата под тебе која што те држи, додека бавно вдишуваш и издишуваш. Ја осеќаш брановите како те нишаат. Некој бран те фрла нагоре, некој бран те поклопува, но ти секогаш излегуваш. Излегуваш на површината на водата и повторно уживаш, го осеќаш движењето на брановите. Со секој твој издив се препушташ на оваа вода.
Се отпушташ. Не чувствуваш сончевите зраци како те греат. Ти даваат енергија. И полека го насочуваш вниманието на твоето срце. Вдишуваме. Вдишуваш преку твоето срце. Издишуваш, се отпушташ. Вдиши, издиши неколку пати. И потоа ставија дланката по приделот кај тимусната жлеза, кај градите и почни нежно со прстите да се тапкаш. Нежно со прстите. Тапкаш. Дека тоа го правиш, сети се на некоја убава радосна работа, на која што си била сведок. И доволно е само да ставиш насмевка на кречињата на твојата усна, додека се тапкаш. И внатрешна одлука дека денешниот ден ќе го поминеш со оваа насмевка, ќе задржиш оваа насмевка на твоите усна и независно со што ќе се соочиш или предизвикаш. Може да ја пуштиш раката покрај тебе. Остани со чувството, со вибрацијата од тапкањето што го креира кај твоето срце. Задржи ја насмевката на твоето лице. Повтори ја во тебе твојата внатрешна одлука, санкалпа. Таа е одлука поврзана само со тебе. Од прво лице еднина. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, полека се отпуштаме, целосно. Ви благодарам на сите за денешниот час. Се гледаме утре и продолжуваме да вежбаме. Убав ден.